Здраво на сите и добре дојдовте во еден македонски подкаст кој што промовира физичко и ментално здравје. Денеска ќе збориме малку подлабоко, во длабокото ќе влеземе, на тема генетика, поврзани со нашите ДНК, ќе ги поврземе темите и термините дебелина и генетика, дали има влијание, бидејќи често ја обвинуваме нашата генетика за дебелината или за нашето слабење. Ќе поврземе генетика и болести, колку е фактор генетиката за тие болести, со старење и уште ред други теми кои што верувам дека сите сакате да ги чуете и јас сакам да ги слушнам. Иако ја цел живот ми е љубов, го учам, го пратам, го следам, меѓутоа не сум доволно компетентен да зборам на мојот подкаст сам на тема генетика и болести. Меѓутоа има кој е компетентен. Тоа е господинот Владимир Трајковски, кој што можам да рецитирам 2 сати негови титули. Ќе кажам само дека е професор доктор по човечка генетика, физиологија и е основач и председател на Македонското здружение за аутизам. За останатите титули ќе дозволам и сам да си спомнем, бидејќи не можам ни да ги изговорам, од што не ми се познати, а се за секоја чест. Добро вечер. Добро вечер до вас и до сите гледачи на вашиот подкаст, кој што е релативно нов. Се надевам дека ќе направиме една добра емисија. Многу на почетокот и не би се фалел јас. Добро спомнавте, само да спомнам дека сум редовен професор на Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи. 31 година доктор по медицина, веќе 28 години вработен на овој факултет и работам со студенти. Како што кажавте, само би дополнил Македонско научно здружение, зборот научно го заборавивте, Здружение за аутизам, веќе 25 години, основач и 5 години подпредседател, 20 години председател, со потесна област на работа деца и возрастни со аутистичен спектар на нарушување и член на Европската академија на науки и уметности со седиште во Салцбург во Австрија. Доволно е за почеток, да не ги оптеретуваме, не сум толку битен јас колку што се битни темите денеска. Фала ви многу што прифативте да гостувате, секоја чест за сите постигнати успеси, признани и титули. Како што кажавте, доволно е, не е доволно, меѓутоа премногу се тие титули, немам зборови, стварно е за респект. Благодарам. И верувам дека ова го правите со љубов. Не е само, напорна работа и дисциплина, тоа секако си стои, меѓутоа верувам дека имате вложено и многу љубов кон оваа професија и оваа гранка. Токму така, јас без љубов не може да постигнете тоа што сте го постигнале во својата кариера. И ако сакате да бидете врвен професионалец, мора многу емпатија и многу себе откажување, што се шегувам јас, од овоземски задоволства. Апсолутно. За време на студиите на медицински факултет сум вложувал доста време, додека моите другари и другарки шетале. Јас сум знаел и по 3-4 недели пред испит, некој поважен испит, да не излезам воопшто. Изолација, да. И до ден денеска, значи, ако се посветам на една работа, таа мора да биде завршена и секако многу љубов, многу посветеност, многу професионализам и честност пред се. Тоа се карактеристики кои што ме означуваат мене, можеби и заради тоа сум успешен, не затоа што сум поубав од другите или нешто многу попаметно. Или дека имате генетика за ова. Да. Да, апсолутно така е, да. Истрајноста и посветеноста си го прават своето, исто така кога ќе го зачиниме сето тоа со љубов, нема како да избега успехот и титулата. Така, па може да почнеме со некоја тема која што е многу честа, секојдневно сме се среќавали и се среќаваме, а тоа е генетика. Сите ние на некој начин некогаш во животот сме ја обвинувале генетиката за нашите успеси или неуспеси. Дали за промена на нашиот процент на масти, слабење, дали за неуспехот во зголемување на мускулна маса, градење тело, дали за добивање, не дај Боже, за некоја болест. Сметаме дека сме ја наследиле или можеби животниот рок. Сите овие ги поврзуваме со нашите гени и нашиот ДНК, меѓутоа тоа е наше мислење. Па од вас ќе дознаеме факти дали е стварно тоа така или не. Па би прашал првино прашање, што е поточна генетика?
Така, да, одлично. Што подразбира генетика? Одлично прашање. Тоа е мојата прва лекција со студентите од прва година на Институтот за специјална едукација. Ние сме сега сите ваши студенти денеска. А порано и на и психологија одреден период држев предавање на Институтот за психологија при Филозофскиот факултет. Тоа е баш она воведот во предметот. Генетика не дека ја предавам јас, ама на вистина представува сериозна наука, интересна наука и би рекол тешка за изучување. И студентите понекогаш, особено оние што полабаво си ги сваќаат студиите, знаат и да имаат сериозни проблеми ако не навлезат сериозно во предметот, да не учат кампански, туку секојдневно мора помалку да се посветуваат, ако сакаат лесно и брзо да го научат предметот и да поминат без никаков проблем. Значи, тоа представува наука за наследувањето и за менливоста. Вака најлаички кажано, денеска ќе се трудам во овој подкаст да не одам во некои ситни детали, да речеме, но ќе ги напомнам основите. Значи, генетика, како ние ги наследуваме нашите особини, во смисол на боја на очи, боја на коса, тенот на кожата, други некои карактеристики, интелигенцијата, например, се наследува полигенски. Сега ќе дадеме објаснување што значи тоа, а и во текот на разговорот предпоставувам дека ќе ме прашате и за некои други нарушувања кои што се полигенски. Тоа би значило повеќе гени учествуваат во конструирање на нашата интелигенција, но во интеракција со средински околински фактори од околината. Што сакам да кажам? Значи, генетската наша предиспозиција, ако имаме, да кажеме, добра генетика од родители кои што се интелектуалци и кои што се прочуени во своите професии, ние ја наследуваме таа генетика, но ако сме мрзливи, ако не ни се учи, ако повеќе сакаме да шетаме, тоа значи дека не мора да го постигнеме успехот на нашите родители. Ако завлеземе во лошо друштво, кое што е со пороци, тогаш можно е и покрај таа добра генетска предиспозиција да не успееме да го достигнеме нивото на нашите родители. И исто така и обратно можно е да од родители кои што се само со средно образование да добиеме, значи сакам да кажам дека генетиката не смееме да ја сваќаме судбински. Променлива. Да, таа е променлива и многу работи во нашиот живот се обусловени како од генетската предиспозиција, така и од срединските фактори. Средински фактори во смисол на исхрана, во смисол на начин на живење, дали е тој со многу седење или со физички вежби и активности. Во понатаму исто така е многу значајно колку дневно вложуваме, кога го спомнав примерот учење. Не можете вие да станете врвен, тоа баш и деновиве на мојот Facebook профил го постирав како да се стане врвен професор, како да се стане врвен доктор по медицина, да. Како да се стане врвна медицинска сестра. Значи не можете вие со 1 час дневно на среќа. На среќа да постанете врвен во својата професија. Вие може да станете медицинска сестра, доктор по медицина, но ако не вложувате по 8 часа, по 10, ќе бидете само просечни. Сега зборуваме за врвност во експертизата. Затоа треба многу да се вложи труд во учењето и покрај генетиката, да речеме, што сте ја наследиле во својата струка. Јас кај мене во фамилијата татко ми е доктор, има многу доктори, братучетка ми има многу доктори, веројатно љубовта кон медицината уште од најмали денови, гледајќи го него како чита книги на поголема возраст, тоа сигурно кај мене дало некаков импут за да можам ете и ја да се влюбам во медицината, да студирам и да завршам меѓу првите во генерацијата со релативно висок просек. Значи, генетиката мораме да ја сватиме како наука за наследувањето. Во основата е нашата ДНК, секако, но ДНК не како молекула, дезоксирибонуклеинската киселина, не сме да ја сватиме како апсолутно стабилна молекула. Таа е стабилна, но знае да мутира под дејство на разни физички, хемиски, биолошки, мутагени агенси и тогаш настануваат проблемите. Инаку, во однос... Или подобрувањата. Подобрувањата, да.
во однос на различието помеѓу нас, вие и јас имаме 99,9% исти гени, се разликуваме само во 0,1%. Значи сите ние луѓето помеѓу нас и тие 0,1% се од огромно значење, затоа што кај некого може да дадат манична депресија, кај друг ќе дадат шизофренија, кај трет може да дадат диабетес мелитус како болест, шеќерна болест, кај четврт ќе го направат врвен спортист, кај петто лице... Толку е тенка границата помеѓу... Границата помеѓу нас сите... Тој 1% решава многу работи. 0,1%, да. 0,1%. Тој ќе се решава ги многу. решава тие, да. Тука разликата во нашата ДНА е само 0,1. Тие генетски варијанти што ги велиме ние, што се занимаваме со генетика, се многу битни, или тие поединечни нуклеотидни полиморфизми, односно промени во редоследот на дезоксирибонуклеинската киселина, која што е составена од 4 азотни бази, аденин, гванин, тимин и цитозин, од шеќерот дезоксирибоза и секако тука е третиот елемент кој што учествува во градењето, тоа е фосфорната киселина. Значи, само една база да се смени од тие 4 што ги наведов, азотни бази, може да направи големи проблеми. Играта. Да, дали ова важи и на тема болести? Тој 0,1% претпоставам важи и за перформанси, и за болести, и за изглед, нели, физиономија, и за интелигенција, кој што кажавте, колку влијае врз болести, на пример, еве да спомнеме за аутизмот. Вие сте маестро на тема аутизам и баш тоа е сензитивна тема која што не ни сум прочитал и слушнал во Македонија дека се разговара и се зборува. Многу ретко зборувам на подкасти, поретко се зборува или можеби до нас младите не дошле такви информации. Па на пример аутизмот дали е тотално наследна болест? Дали има шанси и кои се шансите, колкави се шансите да се промени тој 0,1%? Дали е тотално наследно и дали науката нуди некое решение за аутизам? Добро, благодарам за комплиментот, маестро. Да не се фалиме толку, сепак, да, има генетската предиспозиција, има исклучително високо значење. Правени се студии на близнаци, семено-фамилиарни студии, понатаму студии на усвоени деца и утврден е тој коефициент на наследност. Тоа е една, сега не би завалагал во формули, генетска формула, тоа е околу 90%, што го прави аутистичниот спектар на нарушување како највисоко наследно нарушување од сите детски невроразвојни нарушувања. Се извинувам, преносливост 90%? Генетска, да. Можност за така, ако во семејството веќе се појави дека во следното дете има 50 пати повисок ризик отколку во општата популација. Значи, ако веќе имаат едно дете во семејството, ризикот е 50 пати повеќе дека и следното дете ќе има. Да. И во САД јас во литературата среќам и по 4 семејства со 4 деца со аутистичен спектар во Америка. Во Македонија најмногу што сум сретнал по 2 деца да имаат. А главно имаат по едно дете во Македонија, но има и по 2 деца кои што може да имаат аутистичен спектар на нарушување, што укажува на силна генетска предиспозиција, а останатите 10% се должат на средински фактори кои што се откочувачки механизам. Значи, генетиката се куршумите, често го дам ова како пример, во еден револвер, а чкапецот на пиштолот се срединските начинот фактори. На живот, предпоставам. Да, тоа се начинот на животот. Мајката многу е значено во бременоста, како се исхранува, дали има доволно внесува фолна киселина, дали доволно внесува витамин B12, витамин D3, исклучително значаен, особено во првиот триместар, дали е подложена на вирусни инфекции, од рубела, понатаму други типови на вируси. Дали физичката активност влијае врз тие промени кај мајката? Да, секако и физичката активност. Мајката мора да биде активна за сите 9 месеци. Така. Сега се разбира, не да дигат товари тегови, туку да има мускулна пешачење, мускулна контракција, да. Доволно да речеме да во текот на денот, барем во текот на неделата, да речеме минимум 150 минути да има движење. Тука исто така доаѓаат предвид надворешните фактори во смисол на тешките метали од
почвата, од воздухот, оловни од бензини, така натаму може изразито живата, која што има во приморските краишта, доста жива, нели, во што се хранат со риба, може да биде еден негативен откочувачки фактор. Болестите на мајката во текот на бременоста, како што се диабетес мелитус, автоимуни заболувања и така натаму, можат негативно да действуваат и да бидат откочувачки фактор за настанокот на аутистичниот спектар на нарушувањето. Зрачењата од разноразни, од космички зрачења кои што ги примаме, можат негативно да повлијаат и да се јави. Родителите често пати погрешно го толкуваат кај аутистичниот спектар, бидејќи јас и приватно сега да не правам реклама, во еден центар одам еднаш месечно, ме викаат, значи, кога ќе се собере група од 3-4 деца, да давам диагностика и совети за третман, они погрешно го сваќаат концептот на генетска предиспозиција. Ќе ми кажат, нема, во семејството нема никој. Не оди така аутистичниот спектар, тоа е комплексно нарушување во кое што, како што кажав, има дури опишани во литературата преку 100 гени мутирани со помала вредност и плюс средински фактори, и за тоа не очекуваме дедото или бабата да го имале, па таткото или мајката да го имал, па детето го има. Значи, ја нема таа, ја го објаснувам и на студентите, ја нема таа вертикална Менделова трансмисија. Инаку Грегор Мендел е таткото на генетиката, кој што уште во 1865 година прави експерименти на градинарскиот грашок, австријски калуѓер кој што работел во Чешка, тогашна Чешкословачка, и од него почнува понатаму научната втемелување и фундирање на, би рекол сега, модерната генетика. Не, значи немаме такво автосомна доминантна трансмисија како што има кај некои моногенски болести, например. Моногенски болести се кога еден ген е мутиран и ќе дадам пример, цистична фиброза, често се спомнува кај белата раса и во Македонија, има издруженија и понатаму, или српестата анемија, која што е автосомно рецесивно нарушување, кога еритроцитите се во форма на срп и тие лица кои што имаат нивниот хемоглобин не си ја завршува нормално својата функција и тогаш имаат анемија, значи намален хемоглобин, намалена способност за пренос на кислородот до сите клетки. И во таква констелација на односите тие патат од болеста српеста анемија, а ова го кажувам не случајно, затоа што такви медитеранските области, па и Македонија, имаме доста случаи на тие хемоглобинопати, на нарушување на хемоглобинот. Нашето подрачје е познато по тоа. Од друга страна пак, сега, кога сме повторно кај генетиката, ова е можда интересен пример, таа српеста анемија кај одредени африкански народи со црномуреста раса дава адаптивна зголемена вредност кон маларијата. Значи, тие преживеале подолго што имале српеста анемија, заради тоа што знаеме дека нели во Африка маларијата е доста распространета, порано било и во Македонија до 56-тите години, откако потоа нели државна политика било да се сите мочуришта да се пресушат и денеска е ерадицирано, за среќа. Интересно. Многу ретко можеме да сретнеме, особено не во последниве 30 на години. Значи, ередицирана како болест. Африканските црнци, кои што ја имале оваа мутација, успеале да преживеат заради тоа што предизвикувачот на маларија, маларичниот плазмодиум, не може да се размножува во такви српести еритроцити, кои што имаат српеста форма. Инаку нормалната форма е биконкавно дискоидна форма на нашите еритроцити, кои што немаме таква анемија. И кај нас, кои што немаме таа српеста анемија, ние сме поподложни на маларија отколку африканските црнци кои што имаат таа мутација. Они се во предност. Да, во однос на маларијата. Да, во однос на маларијата, и така преживеале. Затоа што маларијата во Африка и до ден денеска ја има. Постои, да. Постои, да. Да, а
Можеме ли едно кратко решение да дадеме за овој тип на анемија, како да го избегнеме или некој совет краток? Па во однос на тука пренатална диагноза постои, за разлика од аутистичниот спектар, каде што не можеме, освен ако не е секундарен аутистичен спектар, сега да направиме една дистинкција, примарен и секундарен. Примарен е кај 80 до 90%, кога не можеме никако да ја одредиме причината, иако знаеме, предпоставуваме дека е генетика, но не можеме точно да утврдиме, и кај 10 до 20% од случаите веќе има одредено познато генетско нарушување, како што кажав, некоја неврофиброматоза, например, тоа е моногенско нарушување. Понатаму туберозна склероза, исто тоа е моногенско нарушување, кај што точно се знае генетскиот дефект и како последица на него се јавил фенилкетонурија, исто моногенско нарушување. И таму секундарно се јавил. Тие 10 до 20% можеме да ги детектираме кај аутистичниот спектар, останатите не можеме пренатално. Кај ова српеста анемија, само пренатална диагностика, ако востановиме и да им кажеме на родителите, и после нивна е одлуката дали ќе го абортираат плодот. А ако веќе го родат, тука се разбира, тука следуваат мерки од страна на хематологијата, каде што се упатуваат на хематологија, се контролира редовно хемоглобинот и железото во крвта, бројот на еритроцити, и хематологот им дава континуирана терапија. Ако веќе се роди такво дете, нормално дека мора на хематолог да се упатува и исхраната мора да го на исхрана. Претпоставам, да. Природно спанање, железо, се што има и така натаму. Да, и суплементација, наверно. Суплементација, да, доста со суплементација. Сега не би заладил, не сум хематолог, иако имам доста познавања, не би сакал да. Би прашал сега за и дали истиве фактори, бројки, проценти важат и за канцер, како најголема проблем, една од најголемите проблематики нели на ова поднебие, колку генетиката влијае врз канцерот. Често пати обвинуваме генетиката, можеби деломно и повеќе од пола случаеви што и јас ги имам и во моите семејство, фамилии, блиски познанства, баш така пониза добивале канцер. Да. Баба, дедо, особено или по машка линија или по женска, верувам дека има премногу надворешни влијание, храна, неактивност, стрес, неакумулиран стрес, загадување, па почнувајќи од нашите телефони, рутери, зрачење. Да. Сите тие нездрави средини што ги дишеме и конзумираме на дневна база, и токсични информации, верувам дека се влијае. Меѓутоа, колку, дали има некој број, процент, коефициент, колку влијае генетиката врз канцерот? Колку е наследно? Кај карциномот не е толку висок како кај аутистичниот спектар, но сепак карциномот праѓа во комплексни полигенски нарушувања и процентот некаде беше 50-60% зависно од карцином вид до карцином, генетска предиспозиција, а секако тука многу повеќе срединските влијанија имаат огромно учество. Па би напоменал тука наследниот полипозен колоректален карцином на дебелото црево. Например, тука има огромно влијание генетиката. И тука се раѓаат семејства, ако родителот имал, тогаш детето, или тука би ги спомнал исто така, БРКА1 и БРКА2 гените, тоа се за предиспозиција на рак на дојката. Веројатно сте слушнале дека Анџелина Џоли пред 10 години изврши мастектомија билатерална, двете дојки ги отстрани затоа што незината мајка имаше рак на дојка и она имаше утврдено мутации на овие два гена, БРКА1 и БРКА2, и сега за да не добие и она рак на дојки, да не почине релативно млада, изврши превентивна, да. Сега тука има етички дилеми доста, дали е тоа во медицината, дали е тоа оправдано или не. Тоа зависи од човек, секој сам си одлучува сам за себе. Според мене, не сакам да действувам директивно и наредбодателно, но во такви случаи, кога имате докажано мутација, треба да се оди често, дури на 6 месеци, ако не и порано, да се прегледаат дојките, нели, да со мамографија, со палпирање на дојки кај торакален хирург, да се види
сега колку е тоа оправдано, не би сакал стварно да бидам во улога на судија. Јас на студентите, да речеме, кога им го ја предавам нешто во врска со ова, јас конкретно потегот на Анџелина Џоли не го оправдувам, но сепак го незиното право на долг живот и незината предострожност, тоа е незино право, така што тука може да нели да се утврди. Значи генетиката на карциномите и ние ја нарекуваме онкогенетика, постои многу, кај многу пример вирусите како фактори. Тука ќе го спомнам за женската популација. Human papilloma вирусот, нели сега веќе има и вакцинирање на младите девојчиња, малите девојчиња. Тука порано не се ни знаело, пред 30-40 години, јас кога студирав гинекологија, на пример, некаде слушав 92 година, никој не го поврзувал human papilloma вирусот со рак на грлото на матката. Ова е од поново време, да речеме, од 2000-те години почна веќе и вакцинирањето и така натаму. Значи таму е Збориме на светско ниво. Да, на светско, па и на македонско ниво веќе се има вакцинации. Значи тоа е директно поврзан human papilloma вирусот со ракот на грлото на матката кај женската популација, па дури и сега се утврдува и на пенисот кај машката популација, ако го има, може да развие поретко, многу поретко, но отколку кај жените, но може да се развие значи карцином. Така што има доста примери како би го избегнале, на пример. Сега ќе се вратам повторно кај примерот за ракот на дебелото црево. Па тука исхраната е многу важна. Тие што имаат, јапонците обично јадат многу чадена храна. Треба апсолутно да се исфрли чадена храна, чадено месо и така натаму, сувоместнати производи, апсолутно да се исфрли за да се избегне. Така Значи тоа поддржуваш на канцер на дебело црево. Да, тоа е докажано, сувоместното, чадената храна, чадени риби. Тие се нели острвска земја, јадат многу чадени риби, никако не сме да се јаде и може да си, иако ги, да речеме, има некаква мутација, но не мора да го развие карциномот. Освен ако не е тој наследен полипозен карцином, каде што обично оди по таа автосомно доминантна трансмисија генетски, значи тука може да оди веќе со висок ризик. Автосомно доминантните болести имаат 50% ризик. Значи ако е мајката или таткото заболен, во бременоста детето нивно 50% може да има болеста, 50% може да не. Зависи кој ген ќе го наследи. Голема е процентуалноста, значи. Да, тоа е висок. Дали доколку пример одредена личност нема никакви, да кажам, проценти и шанси, не носи никаков ДНК пакет за канцер, дали со многу пушење или наркотици или чадено месо, дали може да го активира? Најверојатно може. Теоретски, не мора да имам нели подлога генетска за канцер, дали можам од нула да го активирам па да му го пренесам на моето дете за жал? Теоретски епигенетиката тука има огромно влијание, да, епигенетика, да дефинираме и тоа за вашите ценети и гледачи. Тоа сега да прашам за епигенетика е многу сериозна сега, значи колку е променлива таа генетика? Терминот над генетиката, тука промените не се во геномот, не се во ДНА, туку промените се во тоа во пакувањето на ДНА. Пакувањето на ДНА го прават протеини, хроматинот, хроматински нишки, одредени други протеини во моделирањето на ДНА молекулата, пошто таа не е гола, она двојно синџери сте ја виделе веројатно, нели, по разни слики на интернет и така натаму, туку таа е спакувана со протеини. И тука во епигенетиката учествува во ремоделирањето во тие хистонски протеини и така натаму, сега да не одам во детали. Може многу да епигенетиката може да го наруши тоа пакување на молекулата на ДНА и таа еден начин на живење, би рекол, раскалашен така начин со многу алкохол, може или со многу пушење, никотинот и алкохолот. Ја познавам луѓе кои што немале во семејството толку карцином, а сепак заради пушењето добиле или карцином, го активирале, активирале некои од тие онкогени, кои што ги имаме сите. Сите имаме ние онкогени, но не добиваме сите карцином.
активирале одредени онкогени за да се добие кај нив. Затоа, мислам, нема да ја откривам Америка ако кажам дека пушењето убива и дека алкохолот исто така убива. И алкохолот често пати, нели, најчесто дава на гастроинтестиналните органи, на црниот дроб, може да го даде тој хепатоцелуларен карцином на желудникот, но алкохолот знае да даде и на други органи рак. Така, ова се многу важни информации за сите нас, за сите гледачи. Верувам дека ова ќе го извлечеме во рил и ќе го пуштиме како порака, бидејќи е од животно значење, од здравствено и од животно. А имаме едно прашање, дали доколку пример, еве, да не се земам јас за пример, за болести, XY личност, се раѓа со некои 50% шанса ДНК пакет со канцер, доколку живее, функционира, јаде, го помине тој живот на некој перфектен, природен начин со добра храна, дали ќе ги елиминира тие шанси за добивање на канцер или други болести, па на неговото дете, пример, неговиот син, ќе пренесе 0% пакет или пак истиот тој пакет го пренесува. Да, тоа е многу важно. До кога ќе се тера таа верижна линија тој ланец? Додека имаат потомство. Таа линија Така? се тера, да. Тоа е многу, генетиката тога не можеме сурова вистина. тоа не можеме да го избегнеме, да, но пак ќе кажам, не смеат луѓето да ја сваќаат страшно судбоносно генетиката. Да, апсолутно, ова е и важна да порака. уште од млади се оптеретуваат, да кажеме, или многу е погрешно. Малце се шегувам со студентите мои, вие не можете на партнерот кој ќе стапувате во љубовна врска да му барате геномски скрининг да направи, тоа е малце неетички. Така што тука од етички аспекти не смееме така судбоносно да гледаме. Иако секој за себе, да, убаво е, сега скапи се тие геномски анализи, например, по приватниве клиники гледам во Скопје, да не правиме реклама, почнале да ги прават, но во Америка, например, се околу 1200-1400 долари да се направи комплетен геномски мапинг и да се види секој што сака какви гени носи и кој од тие се лоши, и тука па иднината е фактички во персонализираната медицина. Иако тоа е скапа, но одиме натаму. Значи имаме кај нас Покрај каде вештачката да провериме. интелигенција, да, имаме. Покрај тоа, покрај вештачката интелигенција, нели, што е бум, тука и персонализираната медицина, иако тоа е исклучително скапа, бидејќи спрема секое лице и спрема гените он што ги носи, ние ќе детерминираме исхраната, третманот, затоа што не секое нарушување се лекува на ист начин кај секого. Особено важи тоа за аутистичниот спектар. Имаме разни видови на третмани, биомедицински третман, психолошки третман, дефектолошки третман, плей терапија, понатаму учење на социјални вештини, музикотерапија и ред да не ги редам сега сите. Така да, а сите не палат, да условно кажано под наводници, кај секое дете. Така да, кај некој дете ќе применува вакво нешто, кај некој дете друго нешто. Имам многу, гледам сега хите, како што кажавте, многу спортисти, тенисери, борци, фудбалери, кошаркари се хранат со исхрана на база на генетика, како што кажавте. Користат суплементи, храна и тип на тренинзи во однос на таа генетска слика што ќе испитаат во тие лаборатории. Тие се доста напредни слики и доста скапи. Баш ги следев, доста добри тенисери велат дека подобриле перформанси и кикбоксери, светски атлети подобриле перформанси со промена на исхраната и одредена суплементација која што претходно им сметала, не знаеле дека име генетски не им се поклопува со претходната суплементација, при промената доживеале плюс 10-20% буст на нивните перформанси, подобрување, што значи дека верувам дека тоа е еднината, како што кажавте. Да. А она што спомнавме претходно дека таа сурова вистина дека тој ланец ќе се продолжи кај мојот внук и кај правнукот, тоа да најверојатно кажува дека истата таа канцерозна состојба пренослива датира од мојот прадедо. Дека таа е константна линија која што не се менува за жал. Да. Не можеме ништо да направиме околу тоа. Тоа е жално. Тоа е фактички, тоа е генетиката. Да, али многу добро кажавте. кажавте. Наследувањето, Тоа е низата. Али добро кажавте дека не треба да сме секвенцата, да. Да, не смееме да сме песимисти смееме, и строги кон себе дека ете ние сме со потенцијален канцер, па сега да живееме во страв. Ние можеби тој пакет никош да не го активираме и отклучиме. Ако имаме среќа или добра средина, околина, храна и менаџирање на стрес. Па пред да се навратам за генетика и спорт, ја би кажал само уште еден пример
како можеме да избегнеме таа условно кажано лоша генетика. Со едно од најчестите болести на денешницата, тоа е шеќерната болест, диабетес мелитус. Ќе ве прашам следно прашање, да, тоа ние таман можеме се многу да сториме тука, тоа го покажува и врвната научничка господјата докторка професорка Мојсов од Америка, која што е ќерката на покојниот Лазар Мојсов, политичар, веќе доста популарна последнава година две. Македонци? Македонка, да. Во Америка долги години живе и работи, дури кандидат за Нобелова награда. Токму во полето на медицина и токму во полето на откривање на лек за диабетес мелитус. Значи, генетиката, вие може да имате дедо со шеќерна болест, може да имате мајка со шеќерна болест, но вие со начинот и вие ги носите тие гени сигурно, но ако избегнувате благо, сахароза, шеќер, чоколади ако избегнувате, сладоледи многу сега во лето, стрес, да се избегнува апсолутно стрес, вие никош може да не добиете диабетес мелитус. И покрај тоа што ги носите тие гени од вашите предци. Да се вратам на генетика на спортот, убаво сте го нотирале тоа, може со добра исхрана многу да се подобрат перформансите, јас ги одобрувам тие суплементации кај спортистите. Кои, например, вака на кратко, кои суплементи? Па, од суплементите, витаминотерапијата во секој случај, креатининот знае исто така. Допингот не го одобрувам толку многу, но креатининот, давање на креатинин, витамин во смисол на подобрување на перформансите. Тука исто така B6 би дошол во предвид кај спортистите за подобрување на нервниот систем, во секој случај. Кога сме кај креатинот и минерализацијата, имам нешто за вас. Едно поклонче кое што е баш токму тие суплементи, сакам да ви ги поклонам, тоа се цинк, преска ги набројавте, креатин, монохидрат. Да, тоа е многу важно, креатин и монохидрат, особено за спортистите. Да. Куркумин, преска го спомнавме, за воспалителни процеси, инфламација. Антиинфламаторен ефект. Да, B6. Го препорачувам на сите. B6 од малку за нервниот систем, кој што е исклучително значаен. Да, и електролити. Електролитите после напорен маратон или после напорен надпревар, многу е значајно да се суплементираат, а D3 веќе, значи D3 и не само за спортисти, за било кој, бидејќи нашата популација и покрај тоа што сме со 200 сончеви дени, многу ви благодарам, ќе се најдат, да. Бидејќи јас секојдневно исто така, за да ги издржам моите напори во научната работа, не се занимавам толку со спорт како порано, но сепак мисловните активности и секојдневните напори што ги имам, си земам D3 особено, B6 често пати знам да си суплементирам, магнезиум секако пред спиење, така за дело смирувачки, значи многу помагаат не само, како што кажав, за спортистите, а да се навратам околу генетиката на спортистите, многу е значајно какви мускули ќе имаме. Значи, ги делиме на бели и црвени мускулни влакна. Тоа го предам од физиологија и со функционална анатомија на моите студенти. Не секој може да биде маратонец и не секој може да биде спринтер. Многу е битно дали ќе имате бели или црвени мускулни влакна. Издржливоста на тие мускулни влакна и тука мораат спортистите, ако одат нели на факултет ДИФ или не мора да одат, мора да си знаат какво мускулно влакно има. Предиспозиции почетни, да. Затоа што не може секој да се занимава со маратон, да истрчат 40 и нешто километри. Исто така не може секој да биде. Значи тоа се брзи и бавни мускулни влакна. Оние што имаат бавни мускулни влакна, тие се предиспонирани да дигаат терет, значи тегови да дигаат за такви спортови кои што Јас сум побавните. Да. Вие сте веројатно побавните, да бидат бодибилдери. А овие што ги имаат тие брзи мускулни влакна, тие се предодредени за спринтерски спортови, фудбал кај што треба да истрча добар старт и така натаму и така натаму. Тоа треба да го знае секој млад спортист што почне. А дали може микс примеси на двете? Некој измеѓу група или се фиксно? Па теоретски може измеѓу група. Значи може
тие не би постигнале врвни резултати Така, да, ако тоа имаат беше зборот, микс да. од и од тие и од тие. Но сепак може да се занимаваат со спорт и да бидат релативно добри спортисти, затоа што кај спортот најмногу е вежбањето, тренингот, секако многу поголем процент тука е срединските фактори отколку генетиката кај спортот. И тука постои посебен предмет, генетика на спортување, да речеме. Се надевам дека Да, студентите на факултетот за физичка култура го слушаат тој предмет. Барем на запад јас знам дека постои таков предмет. Да. Не знам дали тука нашиве го предаваат. Не сум толку запознат. Не сум слушнал. Да. Јас работејќи овие 20 години со клиенти, сум сретнал различни типови на генетски рамки, да кажам, или на некоја почетна рамка на човек, клиент потенцијален кој што ми доаѓа да работиме. Сите имаат различна цел на постигнување. Некој од нив сака да додадат маса мускулна, некои сакаат исклучиво да слабеат, некои сака двете, рекомпозиција да направи, некој сака само да направи некој анти-ејджинг, нели да сопре. Меѓутоа, многу од нив не стигаат до финалниот таргет. Дел поради немање дисциплина, дел поради немање на знаење доволно, дел поради обвинување на генетиката. И гледам имам многу примери каде што дечки со прекрасна некоја почетна генетика, некоја стартна позиција, атлетска градба, дали да го кажам тоа генетика или пак можеби имал предобра спортска историја тоа дете, па во текот на детството бил гимнастичар и создал некоја база предобра за спорт. Небитно, али многу луѓе со малку труд стигаат до многу брзо до резултатите и до таргетот. На некој му треба со онаа лоша генетика, што викаме, му треба многу голем труд, многу посветеност, многу поголема дисциплина од овој претходниот пример, и му треба многу напор и посветеност и прецизност и едукација, и пак не ја достига таа точка на достигнување. Колку генетиката влијае врз градбата, врз волуменот и градбата на мускулите, врз изградбата, а колку врз слабење? Па добро, вие веќе горе-долу и одговорите на прашањето. Генетиката влијае некаде до кај 40 до 50% може да влијае, и секако дека тука многу огромно влијание има дисциплината во вежбањето во тие спортови. Најверојатно тие што се откажувале, имале проблеми со нервниот систем, полабилни да кажам личности, тука треба многу тренинг и само дисциплина и автосугестија за да издржи до крај, да го постигне, да мотивација, мотивација секако, инспирација, исто и здрав организам, затоа што не може секој да постигне нели такви атлетски перформанси. Генетиката има влијание, значи имаме во самата конституција на личноста генетска, имаме астеничен тип, тоа се оние високи и слаби лица. Имаме атлетски градени, тоа се овие спортистите и како вас пример. Имаме пикнички, тоа се оние ниски, здепасти, малку дебели лица. Так. Значи генетиката има во конституцијата на градбата на телото има огромно влијание секако, и како што кажав и претходно, кога сме уште кај спортистите, да докажам уште една метода, која што не е поврзана со генетиката, но е поврзана со централниот нервен систем, тоа е неурофидбекот. Не знам дали сте слушнале. Неурофидбек методата, која што и кај аутизмот ја користиме, тоа, значи, спортисти во Македонија се користи, во приватниве центри ја има доста, неурофидбекот. Малку е скап, затоа што, например, 20 третмани околу 300 евра чинат, и одат и здрави лица, спортисти, за да ги подобрат перформансите. Се ставаат електроди на главата и се гледа во компјутер, одредени разни програми постојат, и спортистот ги подобрува перформансите, затоа што неурофидбекот ја подобрува фокусот на внимание и концентрацијата. Така што и таа метода да знаат, не знам, може би не ја знаат сите, може да помогне, не е сега ефтина, не оди со сини картони во здравствениот систем, во државното здравство, но ако сака некој спортист, може со неурофидбекот да постигне доста добри резултати. Тоа сум го слушал и од спортисти, и од колеги и колешки кои што го ја дава таа метода, ја прават на спортисти. Да, има една многу интересна ситуација пред неколку години, баш пред некој време зборев на еден подкаст. Имам добар пример. Имав клиенти, двајца близнаци, ке речев ниста генерација, нормално. Двајца близнаци,
Има така гојазност поголема, околу 130 килограми двајцата, од прилика слична градба. Тоа е друга тема, генетика и дебелење, да. Да, али на пример двајцата со истата дисциплина, истиот фокус, слична исхрана, тренинг методи заедно тренирале, едниот многу напредна, другиот не. Дали тука генетиката, иако имаат слична ДНК, ќе речеме, генетика... Па тие имаат иста. Иста. Сега, извинете што ја прекинувам. Да. Ако се еднојајцеви близнаци, имаат 100% исти гени, но ако се двојајцеви, тоа е битно. Тоа не го знам, тогаш се затоа викам. 50%. Затоа не знам дали е слична или иста. Можно е да се двојајцеви. Спрема ова што го кажувате, најверојатно се двојајцеви и заради тоа има и разлики. Да. Значи во тие 50% имаат исти гени, но другите 50% се Ова е важна различни гените информација. и може да ги прашате, али јас би со огромна процентна веројатност би гарантирал дека се двојајцеви дизиготни близнаци, бидејќи има и различни резултати. Би ме чудело ако се еднојајцеви и да има толку разлика во тоа, тоа би било малку ефтен. Да, па наверојатно Некоја- тој пример што ми го кажавте, Да, двојаци. едниот многу напредна, да кажам, на истата дисциплина, храна, опоравок, се исто и суплементација користи истот. Меѓутоа едниот многу стагнираше, другиот напредна и нормално, едниот Сепак настапи. се работи и за различни личности и има и некои средински фактори. Има финеси, Близнаците, али колку да се слични со гените, дори 50% или 100%, сепак средината и нервниот систем би, нивното однесување, бихевиоралната генетика има големо влијание и затоа има и различни резултати. Да. Едниот може би бил поупорен во диетите, другиот помалку, веројатно сигурно за нијанса бил помалку може би, упорен. меѓутоа се извинувам за тоа колку многу напредна едниот, а колку другиот стагнираше на истата храна и тренинг, затоа викам влијае сигурно и генетиката. Едниот имаше многу посилен апетит, Па тоа е. многу другиот имаше постабилен апетит. Постојат гени, и да. сега да ве прашам какви гени постојат на тема апетит? Дали може да влијае генетиката, односно јас да имам премногу апетит од генетска подлога и база, или да немам апетит генетски, бидејќи на пример јас лично имам премногу силен апетит. Јас целата форма што сум ја постигнал, дали надпреварувачка или рекреативна, ми е со многу самоконтрола и знам да го адаптирам и регулирам апетитот со одредена суплементација и храна. Меѓутоа, ако не би знаел, кога не сум знаел да го регулирам, апетитот ми бил страшен и јас 24 часа сум мислел на храна. И ми било тешко психолошки. Така и затоа и потешко сум достигнал до форма, па затоа не ги осудувам и верувам дека постојат луѓе кои што имаат, им е тешко да се контролираат, имаат силен апетит и кај нив самоконтролата мора да е многу изразита и силна и дисциплина, додека некој без некоја дисциплина и самоконтрола поминува лесно и слабе бидејќи нема апетит, нема нагон силен. Така да колку влијае генетиката врз апетитот? Да, влијае генетиката многу, постојат гени. ППАРГ, например, еден од тие кои што се поврзани за ситоста и гени кои што ги детерминираат одредени хормони, како што ви го спомнал тука лептинот. Грелин, и лептин. И тие лица кои што имаат тие, да речеме, такви гени, тие се, како што спомнате на вашиот пример, имаат засилен. Има кај други пак обратно. Да. И нема воопшто апетит, каде што не се изразени овие грелин и лептин, убаво што сте ги читале. Така што тоа е повторно ќе кажам индивидуално и тие па лица имаат проблем со апетитот. И со качување маса. Да, и со качување на маса. Што колку и да јаде, исто тука има гени кои што влијаат на метаболизмот и тоа е општо познато. Дека има одредени лица колку малку да јаде, вика се ми се фаќа за мене. Да. И тоа други пак јадат премногу, а често пати одат, да речеме, по 2-3 пати на денот одат по голема нужда, дефекација да извршат. И тој кај него не може ништо да се задржи. Кај други лица оди еднаш во 3 дена во поголема нужда. Така да кај него се фаќа. И тука исто така се зависи од таа така наречена под наводици женска и машка дебелење. Кај мажите, кај жените нели повеќе масното ткиво се нафаќа во колковите, и тоа е добро заради да можат да бидат плодни, да кажеме, за да може да се породат. А кај мажите обично се нафаќа во абдоменот тој тип на дебелење околу абдоменот, нели, и само
абдоменот им расте Да. во волумен, а рацете и нозете не. Така што генетиката има огромно влијание тука, некаде веќе би рекол 60 до 70% од зависно од студија до студија во однос на генетиката и дебелењето, но повторно ќе кажам со избегнување кај овие со побавен метаболизам што се овие лица, тука мора да избегнуваат шекери, храна која што е обоена, рафинирана храна со многу бои, висококалорична, масти, исто така триглицериди, масти, не смеат да јадат чварки, на пример, или такви висококалорични други меса збогатени, нели, со многу калории, затоа што кај нив буквално се, особено ако не сакат да бидат 100 килаши и над 100 килаши. Да, да. А како што спомнавте пред 2 минути на тема плодност, спомнавте плодноста, колку тука се процентите? Колку влијае она плодност или стерилност, префрлени гени од примерот татко кон син, дали и тоа е целосно генетски или пак и тоа е променливо според надворешни фактори стил на живот? Тука зависно од болести. Да, тука може да биде и има азоспермија, една болест се вика, таа се наследува по Y хромозомот и таа е 100%. Ако таткото има азоспермија е намален број на сперматозиди во спермата и тоа води, значи тоа ќе води до стерилитет и инфертилитет. И сега Тотален или делумно? Некојаш може да биде делумен и тоа е добро. Кај таквите теоретски може да има потомство, но ако е целосен, тогаш тој нема шанси да има потомство. И тука многу е тешко во овие болници за плодност, нели? Тогаш се оди со сурогат, нели? Друг. Да, мора третмани, многу трудов. Третмани, трудови, но тоа е друга тема тука се. Да, ако добро беше да машки спомнеме, дали е тотално црна таа тема или има чаре, што викаме. Некаде има чаре, се зависи од природата на нарушувањето. Ако се работи за мутација во Y хромозомот, каде што тој Y хромозом создава многу малку сперматозоиди, тука тешко дека ќе има можност тој маж да има на потомство. Значи тоа спаѓа во тие Y наследни заболувања, до сега се откриени некаде околу 60 такви Y кои што се наследуваат од татко на директно татко на син, значи по вертикала. Така да, фиксно. Фиксно, да. Иако има и ред многу други причини за машка неплодност, тестостеронот и така натаму, гени кои што се одговорни за создавање на тестостерон, таму може повеќе да се со лекови, со машки хормони, со други третмани да се направи, но тоа веќе влегува во доменот на ендокринологијата. Да. Ако сме кај долговечност и старење, како можеме и дали можеме да го спречиме тој процес на старење, со што и колку влијае тука генетиката? Тоа е, мислам дека сите не опфаќа тоа прашање и тој одговор на сите не интересира. Дали, како што спомнавте, вие имате 57 години, ме рековте? Да. 57. Да, тоа не е официјален разговор, ви го кажав, не ги крием годините. Да, вашиот татко рековте дека има 90 плюс години. 94 уште малку, мајка ми сега за некој ден ќе направи 87. Браво. Па да, генетиката има огромно генетската предиспозиција. Тоа се особено, на пример, постоje генетика на 100 годишници се нарекува тоа во Америка, студии се прават и се открива дека тие што доживеале 100 години има огромна веројатност да и нивното потомство доживее околу 100 години, се разбира, тука ако не им се деси некој да ги убие, ако не им се деси сообраќајка или не дај Боже да се самоубијат или некоја тешка инфективно заболување, тука веќе не можеме да влијаеме, нели? Тоа се све средински фактори кои што не можеме никако да ги избегнеме, иако и во генетиката на инфективните болести постои во генетиката на нашиот имунолошки систем. Тука ќе дам еден интересен пример со кошаркарот, веќе за младите генерации, не Меджик Џонсон, во Лейкерси, кој што уште во 92-3 година му беше диагностицирано ХИВ, СИДА. Он има СИДА, но живее 33 години. Значи, он во неговата генетика, знаеме дека Рок Хадсон, исто познат глумец, кој што почина набрзо глумец, набрзо или Фреди Меркюри од СИДА.
набрзо по детектирањето на ХИВ вирусот, тие, значи, нивниот имунолошки систем бил многу послаб и починале. А кај Меджик Џонсон, он има таква генетика на неговиот имунолошки систем, каде што, а сега се оди, нели, со методологии, каде што сидата ќе биде излечиво заболување, значи се оди до таму да се зајакне имунолошкиот систем, каде што се доведува некаде, сега малце да не бидам погрешно сватен, но ќе се доведе сидата на ниво на некој потежок грип. Значи, јас читам сега истражувања, веќе има такви почетни индици. Така да, во однос на генетиката, лицата што имаат, значи, во семејството подолго трајни родители и баби и дедовци, имаат голема веројатност, значи, во таа генетика и тие да ја доживеат длабока старост, под услов да не се случи некаков средински инсулт, нешто од средината да им го смали животот, не дај Боже, како што кажав, некаква сообраќајка, незгода, се разбира. Но во однос на генетиката, исто така, обратно пак, тие што имале родители кои што им починале, не мора да значи дека и тие ќе умрат млади, со добар начин на сон, како што кажав, 7 до 8 часа сон преку во едно деноноќие, со добра исхрана, со правилна исхрана, со многу суплементација, со многу, например, добар режим, нутритивен режим на исхрана, избегнувајќи секојдневни стресови, колку е можно во ово денешно време. Секако дека и тие, покрај тоа што нивните родители починале на 60 години, не мора да значи дека ќе починат. Не е така безнадежно. Да, не е така безнадежно, да не очајуваат. Не сакам да делувам, нели, врз тие. Можат да си доживеат и 80-90 години, се разбира, со еден строг и добар режим, да не пушат, да не консумират други, алкохол никако и така натаму, тогаш им е секако дека можат да го надминат. Па на крајот на криштата, вие сите знаете дека се од деценија во деценија се пролонгира животот. Пред 50 години просечниот живот бил, да речеме, околу 60 и нешто години. Сега веќе европските студии кажуваат жените да живеат подолго просечно. Просечниот некаде оди до скоро до 79 години во Европа. За жените? За жени, да, околу 78-9, а за мажите 74-5 години. И зашто жените подолго? На што се должи? Па има една шега, вика нема кој да ги нервира. Таа е машка шега, не се разбира. Па нормално дека жените подолго живеат и тука малку има влијание секако генетиката, хормонскиот статус, естрогените поише ги штитат и така натаму, има и доста други објаснувања. Да, значи како напредува истражувањето и медицината, така и се подобрува нашиот живот и нашиот рок на траење. Да, и тоа е сериозен и општествен проблем за државата. Например, сега во Македонија имате многу повеќе корисници а ние сме сиромашна држава, корисници на пензија. И тука фондовите, така. Сега малку влагаме и во друга тема, да, фонд за пензиско инвалидско осигурување, но тука треба да размислуваат надлежните политичари, затоа што се зголемува се повеќе и повеќе бројот на лица кои што имаат 65 години. Се зголемува во Македонија или се намалува? Да, во Македонија се зголемува. Се зголемува. Па старе демографски Македонија старе, младите за жал се и оцелуваат и населението старе и треба да се мисли, да се мисли на квалитетен живот за овие возрастни лица, значи на квалитетни домови. Тука особено државни. Знаеме ние дека имаме добри приватни геронтолошки домови, но во државните малце хигиената, исхраната и така натаму, тука ние, а не може секој да си дозволи да плати, сега слушнав дека и одел и до 50.000 месечно за еден возрастен човек, 40 до 50.000. Да го дозволи, да. Многу важни теми откривме и дознавме, како што сватив, не е се така црно или само бело на тема генетика, болести, дебелина, старење, апетит. Има и 50 нијанси сиво. 50 нијанси сиво, да, многу нијанси се и од многу фактори, значи зависи нашиот изглед,
нашиот стил на живот, нашата рамка физичка, психолошка интелигенција. Сега пропа слушнав дека интелигенцијата е деломно или целосно наследна. Да, тука можем да дебатираме уште, ако сакате. Тоа е многу интересна тема, не ми текнало на таа тема. Да, Дали тоа е полигенско својство. дали некој научник може, најверојатно и синот негов да има потенцијал за многу интелигенција и наука, можеби. Секако, да, така. Има доста примери во светот каде што нивните деца постигнувале исто така врвни резултати. Сега дали ќе има желба за тоа дете, Да, тоа е друга дали тема, ќе има али желба, потенцијалот значи е тука. Дали ќе има желба, да, за учење, за упорност, за Да. Ја мислам дека одговоривме многу прашања, меѓутоа имаме уште многу. Можеби ќе направиме и втора и трета епизода. Здравје. Од вас очекувам да ни пишете во коментар што ви интересира, што ве допре највеќе, дали се препознавте во нешто, што ви интересира, и да ни дадете критика или пофалба за оваа епизода. И секако лайк, шер и сабскрајб, обавезно. Јас ќе ве поздравам и уште еднаш ќе ви се благодарам за убавите муавети, за фактите, за целото ваше години труд и дисциплина и вложеност спакувани вака во презентација од 60 минути. Благодарам и се надам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика. Да, ја да ви се заблагодарам за поканата меѓу првите гости во вашиот подкаст. Да ви посакам многу здравје и успех во емисијава, да имате доста голема гледаност и доколку имате потреба, понатаму може да ме поканите на некоја друга тема од областа што ја работам. Да, секако. Фала уште еднашка. Поздрав до сите, се гледаме ние. Чао.